Иначе ова е пета X епизода од третата сезона на Политиканти на Инфомакс. Јас сум Боријан Јовановски, како и секогаш со мене, тука е... Јас сум Саша Рановски, добро вечер и од мене. Одиме и на Политиканти на сајтот, но и на Инфомакс. На Инфомакс одиме во живо. И до сега Боко, добро и да се тоа, мислам, вака и по реакции, по број на публика и така. Не е лошо. Има разни реакции, интересни реакции да се следат добре. Како почнеме денеска е петок е инаку резервиран така за побурни вечери, ама вчера имавме четврточка една вечер која беше доста возбудлива кај нас, вака во центарот на градот. Се случи тоа обележување на националниот ден на Албанија. На знамето. На знамето. И видов дека имало и во Атина исто такви демонстрации, односно манифестации на национална некаква припадност, минати во најдобар ред. Јас имам некое разбирање, ми се чини, за потребата на албанците да и таа нивна идентификација со националниот со националната група, со колективот и така натаму, иако јас лично нема афинитет кон тој тип на идентификации, но впрочем да, за Илиндер исто знам например дека и во странство нашите диаспората во што знам, во Белгија јас сум присуствувал лично, гледаме по Facebook, по социјални мрежи дека Илиндер како национален дел македонски се обележува по земјите каде што живеат, живее нашата диаспора, со знамиња вакви, такви, не знам, пропелери, ежови, кои како сака, како ги нарекува. Вентилатори. Да, но сето тоа нема при тоа тензија. Се разбира, тензијата ја прават оние кои ги злоупотребуваат тие манифестации за да понижат или подценат некој друг. Но кога ќе се има предвид дека живееме во едно општество во кое нема од толеранција или едукација за прифаќање на различното, на поинаквото и како год да го наречеш, тогаш имаш вакви ситуации каква што беше она вчера кога беше запалено македонското знаме, што реално е еден чин на вака кој сите ние кои тоа знаме ни значи нешто, го доживуваме како навреда. Но пак да кажам, моето размислување е дека ова не ми е неочекувано. Разликата е во тоа што оние дежурни нарикачи на социјалните мрежи сега се ухлебени во власта, па сега овој тип ги игнорираат овој тип на инциденти, на манифестации или како сакаш кажи. Но во суштина нема промена на тоа, нема промена во културата на однесувањето, во културата на респектирањето на што да е. Односно, нема респект кон ништо. Палењето на едно знаме не може да биде манифестација на респектирање на било што, ниту па кон албанското знаме. Така што би те оставил да продолжиш ја што како малку. Значи ништо од ова не е спорно, дека луѓе кои што сакаат да одбележат на разни точки и така натаму своите национални празници, на тие што им значи тоа е се окей. Проблемот е што ти кога одбележуваш што било во Берген или во Аделаида, не вадиш калашников за тоа да го подцрташ со до 10 рафали и секако не може да се случи да го извадиш германското или австралиското знаме, да го запалиш, да го газиш со кола и така натаму. Се работи за еден агресивен простотилак. Прашањето е дали е тоа резултат на умисла, дали е тоа резултат на политичка акција. Тоа е прашањето. Иначе има хулигани кои што тоа го прават и ќе го прават. Некти у Холандија се предизвика огромни нереди затоа што еврејските навивачи палеа палестински знамиња по Амстердам, нели, на овие фудбалски мечеви и така натаму. Прашањето има ли во тоа политичка умисла која е организирана? Оти
и еве и денеска го гледав овој Тошковски даваше пресконференција, уапсените се главно меѓу 17 и 19 години. Тоа се дечишта кои што се разбира дека ништо не памтат, ништо не разбираат, во нив се овие хормоните се многу високи и така натаму, и овој пат се албанци, утре ќе бидат турци, македонци, се едно, тоа такви има групации. Но доаѓа сето тоа во еден поинаков контекст. Прво, овој Мицкоски најавува уште од средина на летото дека се спремаат провокации, што, знаеш, како сите најави еден ден се остваруваат. Ја можам сега да ти најавам дека ќе дојде крајот на светот и крајот на светот еден ден ќе дојде. Ама тоа не значи дека ќе бидам управо, кога ќе кажам после 100 години, ви кажав пред 100 години дека ќе дојде крајот. Значи тоа е едно. Второ, кога ги гледаш реакциите партиски, и гледаш Дуи која тоа го осудува и истовремено вели да, ама тоа беше провоцирано од односот на полицијата, што се разбира неточно. Ги гледаш овие други кои се во власта со еден малку поинаков речник тоа го осудуваат, балансираат, бидејќи па сега реакцијата на полицијата и на нив им се припишува, бидејќи се одне дел од власта. Го имаш еден Тошковски кој е лидер од негов најавува пред 3-4 месеци ќе имало ваква криза, ќе имало таква криза, они во суштина неподготвени. Полицијата има доволно капацитет да се справи со четворица кои палат знаме, тоа секако не би требало да има, меѓутоа треба да има и капацитет да провери некои багажници пред да дојде концентрација на автомобили во центар на Скопје, каде што се вадат калашникови и се пукува воздух. И тоа е проблемот. Гледам денеска на пресконференцијата и потоа држат пресконференции кои се инаку наменети за да се каже дека во времето на СДСМ беше полошо. Абе човече, па дали тоа мислам. Од СДСМ одржа пресконференција која што истото тоа го сведе сето тоа на едно меѓупартиско препукување, а во суштината атмосферата е зла. Атмосферата само се долива, се дополнува, се дотурува со некакви запаливи материјали. Сите од тоа кои што имаат интерес политички од тоа да изведат поени, ги вадат поените. И на крајот јавноста останува згрозена, ако велам јавноста, бидејќи знаеш на Тошковски во еден момент му се откачи во пресконференцијата дека ние ви ветуваме дека македонската полиција ќе ги направи македонците горди повторно. Ти се мога мислам, знаеш, што имаш ти потреба како министар за внатрешни работи да кажеш политички флоскули за овие предизборни и таму се непристојни, ама да речеме особено во ваков контекст. Па после му текна што кажа, па стави заприка и сите македонски граѓани. Знаеш, тоа едноставно толку плитко, кој ќе загребеш малку по површината, се гледа што е под тоа. Но, види, ние поминавме долги години во кое што клацкалката на провокациите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ кои беа многу промислени и договорени. Знаеш како, денеска ќе се тепаме во автобус во Чаир, утре се тепаме во автобус во Лисиче. Денеска ќе направиме дрвен крст ваму или не знам што ќе биде, за утре имен орел да направиме ваму. Денеска ќе дадеме ваков проглас за утре овие да дадат и потоа кои ќе ја дигнат, они ја решават и кои ќе ја решат оваа криза, викаат видите колку сме способни, ние ја решивме кризата, без нас ништо не може да се справи. И тоа малку наликува на тоа, веќе сме заморени, веќе се провидни се тие работи. Мислам дека на две партии и оваа што е на власт македонска националистичка и на овие што се во опозиција ДУИ и така натаму, тоа клатно им одговора бидејќи им ги затврдува базичните поддржувачи во базите. И види, на крајот од криштата тоа не може да биде добро за целата атмосфера во која се наоѓа Македонија. Ние треба да имаме професионална полиција која што ќе си ја заврши работата без разлика чие знаме е палено. И конечно, тој тип на овие играри во кои што се провоцираат двете страни, знаеш, мојата теза одамна сум ја кажувал дека секогаш кога е ДУИ во опозиција, не бил многу често во опозиција, ова е втор пат. 2 години. Првиот пат беше едва и втора година, а сега ова е прв пат. Они се напросто навикнати да бидат на власт. Но што е типичната карактеристика на ДУИ кој никој друг го нема и заради тоа се они важен коалиционен партнер. ДУИ е контролорот на албанскиот национализам во Македонија. Копчето, потенциометрот за ап и даун е во нивни раце. И они кога разговараат со странци, кога разговараат со домашни коалиционери, викаат, видите, ние го контролираме национализмот.
Ако сакаме да отиде до пагање знамења, ќе оди до пагање знамења. Ако сакаме да тоа биде братство единство, ќе биде братство единство. И они, кога се во опозиција, знаат да се играат со тоа, со овие, како кажемо, дека невешти двосмислени говори на Али Ахмети, па потоа ќе се јават овие неколкуте портпароли како Артан, како Бујар Османи и така натаму. Они се секогаш кога се во опозиција се тврди националисти, кои ќе ги видиш изјавите, тоа е онака една реторика националистичка, како и овие горди, за она знамењата се опрашање, мислам тотална една игра стопати видена и така натаму. И тоа е таа игра, Сашо, не знам колку е се свесни луѓето, таа игра која е инфантилна, како игра, баш како игра детска, Ама деца кои ќе се заиграат, знаеш како може да... Сега, деца кои ќе се заиграат, да, тоа е опасното. Особено, бидејќи таа игра некако може да функционира и да биде бенигна се додека го имаме денфот, акустиката на европската интеграција. Во моментот, неја која ќе ја снема, тоаш може да се случи да добиеме едно ехо и еден повратен звук кој ќе удри од некој бетон и кој ќе се врати како рикошет, многу јако. И во таа смисла, јас би обрнал внимание на изјавата на Мицковски, кој денеска имам впечаток дека стави крај на некакви перспективи кон Европската унија. Со тоа што навистина ми е стварно е банално човек сега да повторува дека он кажувал дека преговарачката рамка ќе се менува, па после дека ќе се бараат гаранции. При тоа 100 пати е кажано дека ни преговарачка рамка ќе се менува, ниту некој може да даде било какви гаранции за да одиме понатаму. И тука мислам дека ја просто не знам сега дали е тоа непознавање на геополитиката или постојат други намери. Но кога денеска прочитав еден памфлет кој може слободно бија Безбедносната информативна агенција на Србија да го потпише, и мислам дека би го потпевака од А до Ш. А може и напишен таму. Па да, иако се земе во предвид и авторот кој е као потпишан, каде што стои еден предлог дека, така завршува, дека ние треба да формираме сега некаков си висок совет со Србија, при тоа ако го земеме контекстот на целиот текст каде што стои дека Република Српска е исто така во некаква си корелација со тој виш совет, па и Црна Гора, особено просрпскиот дел на Црна Гора, и тоа да биде некаков одговор на големо албанските аспирации. Јас само би сакал да кажам еден детај кој нешто што под кое сум под импресија во последните неколку месеци, бидејќи трагам по тоа работејќи на документарниот филм за Киро Глигоров. Последната средба на Киро Глигоров со Милошевиќ. Има и други соговорници со кои ќе говорам, кои треба да го потвор. Предатентатска средба. Ден пред атентатот, Милошевиќ на Киро Глигоров му предлага формирање на царинска унија меѓу Србија, Црна Гора, Македонија и Босна. Јас не би сакал да ги никако овие релации сега да ги поврзувам, но би сакал да потсетам. И мислам дека е добро да се знае ова. Затоа што од друга страна, следејќи ја српската политичка сцена, редовно го правам тоа во последните денови, бидејќи таму е доста тензично. Имајќи го во предвид она политика, она мото на актуелната власт во Србија за српскиот свет, мислам дека нема ни нијанса разлика помеѓу ова србување и она што го правеше Милошевиќ. Може би во операционализацијата, во техниките на спроведување. При тоа исто да подсетам во овој памфлет кој го прочитав утрово, да, вика висок совет, тоа стварно не знам што, со Србија, ама при тоа да се размисли за со Унгарија. Бидејќи тоа е нашата иднина. Добро, Борјан, бидејќи ја поставивме широко темава, бидејќи вечер имаме гостин кој што
точно за овие проблеми ќе го вклучиме во разговорот. Се собраа негде околу 500 луѓе кои што во живо не гледаат, што билко мечка, шерувајте, лајкувајте, претплатете се, утрете на звонце и така натаму, затоа што очекуваме да порасне и оваа публика што во живо не гледа. И добро вечер за професор доктор Љубомир Данилов Фрчковски, доскорешен амбасадор на Република Северна Македонија во Обединетите нации, од скоро фриленсер назад во Скопје. Чести задоволство. Добро вечер до вас. Дали доволно широко ја поставивме. Фрчковски, нашиот впечаток е она што ние го разговараме, постојано и не само ние, и се разбира и други, дека некако во последнава година, веројатно се коинцидира тој со почетокот на војната во Украина, но особено сега некако компликациите низ кои што поминува, да не ширам приказната, регионот, повторно подсетуваат на ониот пред 30 на години, не во деталите, меѓутоа во една атмосфера на неизвестност, на стресност, на некапацитетни политичари кои треба да се фатат да решаваат големи проблеми и така на. Го делите тој впечаток или можеби претеруваме ние во тие? Не, ја го делам тој впечаток, со тоа што ја имам некои димензии кои ја прават целата ситуација уште поопасна за нас. Ние практично немаме надворешна политика. Тоа се гледа од тамо, па можете да го видите најдобро тоа од Њујорк. Практично тоа е заклучено нешто во кабинетот на премиерот. Всушност ВМРО-вците никогаш немале надворешна политика. Они кога ќе влезат таа зона, тоа е за нив туѓа зона. Зона каде што немаат ништо направено. Значи буквално ништо. Тоа е као Визоготи пред Нотр-Дам. Катедрала, врата. Значи ништо, ни ЮН, ни ЕУ, ни НАТО, ни преговори, ни Безкорупни потези во последните 30 и кусур години. Ништо. И едноставно се чувствуваат во зона во која е минско поле. Сега не знаат како се однесуваат, они истовремено имаат голема победа и не знаат со неа што да прават, што треба да поддржат, како да се однесуваат, што. И во таа смисла све е закочено во дипломатијата. Све е затворено, немате иницијатива. Амбасадорите служат за резервација на хотели кои ќе доаѓаат министрите и таква за фраканција. Министеров е комплетно чувар на плажа во зимски период, не повтара 2-3 реченици од премиерот, практично што ги кажал, тотално никаква надворешна политика. Сега, надворешна политика по дефиниција одрасна на внатрешната. Тоа не води до следниот момент. Имате симулакрум во внатрешната политика всушност. Од една страна на хрватите што викаат напуханост од победата и одеднаш немате никаков проектен политички ангажман, немате ништо што ви ја црпи енергијата и се бавите со неверојатни адреналински пресови кои одат као слалом и закани со прогон. Тие две работи од римскиот период, систи леби игри, кога немате вистински политички проект. Тоа е голем проблем, тоа е вака забавно да се чуе, меѓутоа во овој момент за Македонија влагаме во веројатно најопасниот период на надворешната политика во регионот. И они немаат ништо пред себе. Они ги имаат само љубовта кон Србија. Ова линија што ја спомена е сосема точна, таа се продолжува до Орбан, таа е приказна завршена. Таа работа истовремено ќе биде засилена веројатно со повлекувањето на новата американска администрација полеко од регионот. Тоа практично изолационизмот на Трамп тоа ќе се одрази, тоа беше и првиот термин, тоа е вториот. Тоа ќе ги направи нервозни албанците, генерално во регионот, значи сите заедно, 3 групации. Тоа внатре им дава дополнителен повод, тоа во принцип се ломи на најслабата карика, ние сме секогаш најслабата карика тука, и тогаш овие подрумски случувања стануваат ендемски случувања. Тогаш инцидентите одат едно по едно. Ние од друга страна полицијата реагира, но ние всушност гледаме Србија да не спаси во таа приказна и тука расцепот е многу сериозен. Во таа смисла две опции се можни. Прво, прегорување на оваа голема победничка ВМРО полиција за еден мандат. Тоа што никој не го очекува, дури опозицијата не го очекува, пошто се подготвува као за 8 години. Они треба да бидат спремни дека може да за 4 години бидат повикани во некаква комбинација, пошто ова гори као брзогоречи фитил.
без надворешна политика и тотално неписмена надворешна политика, за Бугарија па се да не споменувам тоа. Ќе го спомнеме и тоа, ќе одиме малку во детали околу дебакал тоа. го направи. Па Вито не знае, дава изјава. Ние имаме услови, условно уставни промени, да ни даде некој гаранција дека тоа нема да се случи, нема нови барања. И сега го прашаат регулно кој ќе ни даде гаранција, бидејќи Шулц еднаш му даде гаранција таква на претходниот премиер, не беше тоа доволно за ВМРО-вците, сега не знае тоа да го каже, бидејќи никој технички, правно не може да даде гаранција, Бугарија во секој момент, што и да каже, може да полуди да каже да постои нов услов. Не може никој тоа да ви го даде. Значи, вие кога го барате тоа, знаете, вајда толку сте писмени дека не може да ви го даде, тогаш вие всушност сакате блокада. Нема тука никакво оправдување друго, осем тоа, дека вие влегувате у блокада, намерна блокада. Професоре, извинете што ќе прекинам. Тоа ми е, стварно сум збунет од тоа. Намера е или е непознавање? Бидејќи непознавање е окей, или е намера која Македонија, која има цел Македонија да го измести целосно стратешкиот правец. Тоа е дефинитивно намера. Сега не сакам да влагам у конспирации колкава е таа намера, што они на крај гледат. Не сум сигурен дека се капацитетни ВМРО-вците за таква видна сериозна конзервативна конспирација. Меѓутоа, не е само европскиот пат. Европскиот пат е најеклантантен, тој сега се случува. Ова што се случи со Бугарија е исто во таа насока. Тие ничме елементарно го немаат прочитано вториот француски предлог. А дискутираат дека се тоа бугарски уцени. И него гледаат дека тој предлог е фантастичен за нас. Експерти наши го кажаа како е. Но тој предлог е најдобар за нас, да е болji од Преспанскиот договор за нас. Он има две точки идеолошки, национално, идентитетски, кои нас не оправаат целосно. Не сме можеле, очекуваме дека ги добиеме од бугарите. Едно е чист македонски јазик, без било каква додавка, тоа е подобро од договорот од 2019 година, и потоа македонскиот идентитет е челично бетониран со тоа што се они малцинства во нашиот устав. Ве молам, бугарите на почетокот имаа сосема спротивен став. Они имаат став дека ние сме еден народ од две држави, кои што се албанците, што е германците. Имаа 5+1, барање се сведе на +1, 5 падна. Имаат 180 промена степена на тој став. Ние сме малцинство во држава во која постои друг народ. Па тоа ние требавме да го предложиме, не они. Па ќе го Они си имаат променето, не ние. Нема никаква блокада. Ние тоа требавме да го грабнеме како млада невеста и да бегаме со него. Они замислите да го блокираат и сега посебен ризик, тоа е крајно да не употребам дуг термин, али е крајно неодговорна политика на премиер да ја закопа земјата така. Ама уште еднаш, незнаење или е намера? Јас стварно сум во чудо не виде. Ајде да го ставиме тоа отворено, да ги наредиме коцките. Значи, од една страна со Бугарија блокадата е јасна, вие можете предпоставите дека ќе ви одговорат. Не може нешто да се менува што е најдобро за нас. Која рамка они прашајте го што точно во преговарачката рамка сака да смени. Време такво едно прашање конкретно. Дали ја прочитал преговарачката рамка прво? Второ, што сака да смени во неа? Овие две точки, ако сака да ги смени, тоа е антидржавна политика и антинационална политика. Директно треба да се означи како таква. Блокадата на ова решение за нас што е на маса е антидржавна и антинационална политика, од кого сака да го води. Тоа што е несреќа ВМРО-вците што ја водат таа антинационална политика, тоа е сега кейс негов. Ова со Европската унија само довршување некакво на таа приказна. И сега, ние сме во ситуација на изолација во најопасниот период за нас, кога Србија добива ветер во грб, со повлекувањето на американците дискретно од регионот, они им се тотално заробена држава. Србите они се во една циклична историја, дека историјата ќе се врати, дека војска поново на Косово ќе оди, дека ќе добијат шанса да они имаат недејџастирана траума од поразите од 91-а, немаат совладано тоа, ако немаат, мислам, контролирано таа траума, они живеат во тој свет и повторно е светот скратена Југославија. Притисокот на нас е огромен со тоа што нашиве ВМРО-вци тоа го прифаќаат мазно. Нив идеал им е Вучич
И нивната политика е само продолжение до Орбан, тоа е нивната политика. Нема никаква... Тоа е во таа смисла прилично опасна ситуација, како и да ја искажете, со кој речник да ја искажете. Мислам, прилично е јасна, рентгенски е јасна. Добро. Прво, имат ли друг избор? Ајде да видиме. Што би било ако не ова што го прават? Што би било другото што би можеле да го прават? Да они може да како не? Како нема прво ние имаме Не, ја мислам дека имаат, ама сакам да чујам. Ние имаме континуитет на надворешната политика. Кај нас надворешната политика е најразвиен дел од политиката. Тоа е истински така, од Киро па навака, од влегувањето на американците 1992 година до денеска. Ние имаме континуитет и прилично цврст континуитет, кој е направен и со стратешкиот договор со САД. Ние треба цврсто да се држиме до европскиот пат и не смееме стратешки да дозволиме да застанеме зад него, што значи ние требаше да ги направиме уставните измени час поскоро, да ги ставиме бугарите еднакво со сите други малцинства уставот и да затвориме таа работа, да го отвориме нашиот пат. Тоа е едно, со НАТО цврсто и со врските со Западноевропската алијанса и албанската регионална структура, би рекол, ние би морале да имаме многу јасни, цврсти и како и до сега прилично процедурално контролирани фини односи. Во принцип, значи, нас би требало стратегиски партнер во некаква соседска смисла покрај Грција, веројатно да не е Албанија. Албанија, а не Србија. Секако, нашата економска ориентација е секогаш албанскиот сектор. Тоа е Косово, Албанија и Македонија. Тоа е регионот кој во турскиот период бил практично вилајат. Тоа е од Велес нагоре, тој вилајат. Ние регионално сме упатени на тоа, бизнис ориентацијата е кон тоа, Србија е за нас затворена. Српскиот пазар е затворен за нас, бугарскиот исто така. Многу интересно е да се прочита професорот Владо Поповски, неку баш добар пријател. Неговата книга за албанското национално движење. Одлична. Меѓу другото има некои детали околу тоа дека крајот на 19-тиот, или почетокот на 20-тиот век, единствени албанците се тие кои го поддржуваат македонското национално движење. Србите и бугарите нормално го обструираат од причини кои се познати. Мала дигресија апропо овој разговор. Знам Боко, ама прашањето е може ли тоа владата на ВМРО да го прави пресерипнувајќи ги локалните албански партиски структури, лидерства и така натаму. Бидејќи они се некако опчинети, обсесивно се врзани околу позициите на Дуи, Дуи има свој историјат, тој историјат е колоритен, се разбира. И сега прашањето е како тоа да се превозмогне, затоа што контактот со Србија е директен. Слушајте, па го ставија човекот за подпредседател на влада кој е дел од српскиот свет, значи нема никаква околу тоа дилема, нема никакви некакви мистики и така натаму. И каде води? Каде одиме? Кој е на среден рок перспективата на Македонија? Добро, да ја довршиме регионалниот мозаик. Се во регионов две пораки од смената на власта во Америка се разбрани. Две пораки. Едно е дека еден авторитарен white supremacist национализам е разбран, во една попримитивна верзија во регионот, окей. Меѓутоа тоа е разбрано дека доминира, конзервативна ситуација, идентитетска. Со тоа што во Америка е тоа расистички, кај нас е националистички во европски контекст, ние немаме расистички референции. Со тоа дека со таа гордост на македонците повторно. Таа приказ да се засилува. И второ е изолационизмот, дека тоа всушност таа варијанта е, тие две точки се разбрани и се преточуваат во некаква внатрешна солидарност со тој режим, со тој политички поредок во САД, со тоа што ние сме слични као на него, македонскава страна. Тоа фактички нас ке не подели внатре. Фактички ке не подели. Ние имаме политика на инклузивност, ние ги вклучуваме албанците секогаш во таа игра. И другите се разбира. И другите секако, меѓутоа со нив знаеме тоа да го правиме заедно со посредник. Американското и европското некакво медиаторство, таа приказна, и тоа оди прилично добро, стабилно. Првата генерација на македонски војводи со Македонската лига ја третираат еднакво, тие разбираат каква држава водат.
Тоа е мултикултурна држава, има 4 официјални јазика, првиот устав на Македонија, тоа е првата генерација на македонски војводи, тоа е арнаутски, турски, македонски и влашки. Појако е тоа, порадикално е од Охридскиот договор. Владо Они Поповски точно го го има исто, разбира, точно ја разбираат каква држава водат и ние продолжуваме на таа линија на тоа е македонската можност, македонската е кондишн е тој, како да го наречам, услов на постоење. Сега ВМРО-вци се изгубени луѓе. Они се надуени, они се добиваат поддршка околу тоа, се уред. Ама оваа елементарна приказна не ја разбираат. Која држава водат? Како тоа се прави во таква држава? Не е тоа да се, не разбирам, и неодговорно е да ја бутнете сега после 30 години Македонија повторно дупка со изјава ние оволку можеме. Сега вие видите у Европа, соберете ги рачуните, сметките у Европска унија. Да, видите што ќе гледам и правите. председателката веќе почна лекции да држи Што ќе правите по повод изјавите на овие оние европски изјавата, мислам, стварно глупава е. Ова е црвената линија, вие да ни дадете гаранции. Кој да ни даде гаранции? Не знам. Тоа е изјава. Не, и какви гаранции е прашањето? Да нема поише услови. Да нема поише услови. Тоа се гаранции. Тоа сме го зборувале, бидејќи видите во преговарачки процес секоја земја во целиот процес наидува на услови. Тој целиот процес е услови. Персе, тоа е тоа. Направете го ова за да биде ова. Одека мислат За на бугарите. за услови кои бугарите би ги По поставиле. идентитетски ме Они прашање. немаат проблем со холандски услов. Знам, Они имаат ама не може таму бугарите да направат тоа. И постои оној дел кај што вели дека се охрабруваат комисијата да дојде до заклучоци пред пожелно би било пред завршетокот на преговорите. Пожелно, но не е услов. Не, сите тие други работи се, знаеш, од календрас грека, спреговараш, комисија, тоа ги пушташ низ вода тие работи, тие функционираат. Главните работи со кои ти влегуваш во приказната се одлични за нас. И тоа да не го види некој, значи да е елементарно неписмен. Не треба го прочита тоа човече. Прочитаја таа, што е проблем тука. И тогаш кога, ако е проблем стварно, окей, onda ќе преговараме, ќе стоиме надвор. Али ако не е проблем, ако е одлично за нас и ти го направиш проблем, ти си стварно политички неодговорен. Добро, сега јас очекувам дека, бидејќи заглавуваме во тој процес, тоа е известно, дека ВМРО ќе им понудат на другите македонски партии платформа на обединување за обстојување на оваа позиција. Со други зборови за делење на грешката. Со други зборови сите да речем, бидеме одговорни за тоа што ние грешиме. Така Што ќе би биде. требало да биде одговорот во тој случај? Не, треба да ги остават сами тотално. ВМРО-ците со ова е како да фатите некоја оловна камен и да се обидувате да испливате на површина. Треба да ги остават сами со тоа. Не постои никакво национално единство на ова прашање, бидејќи ова е антинационална и антидржавна политика. Како можете единство на тоа да барате? Добро, има ли сила актуелна во опозиција, нели, СДСМ пред се, бидејќи се тие главната опозиција, има ли сила таја да го дигестира овој проблем и да воспостави овој тип на една критичка дистанца кон сето тоа, или сепак мора да заради катастрофалниот пораст на изборите да лавира, да се прилагодува, да бара начини да се рехабилитира и така натаму? Што е ризикот по неа во целата Не само приказна? проблемот на опозицијата. Опозицијата е многу важен елемент, бидејќи ако нема јадро околу кое се организира алтернативата на постоечката власт, не може никој да ви помогне, ниту да се организира отпор, ниту граѓански отпор не може да се организира, како што видовме и кај шарената револуција постоеше тој однос кон опозиционата партија. Што значи многу е важно да се консолидираат и да се консолидираат брзо, да не се консолидираат на хендикепиран начин, сметајќи дека они ќе бидат во опозиција 8 години. Нив им треба побрза консолидација, бидејќи може да се случи да бидат повикани влади на национално единство во криза, безбедносно, изолационистичка, во која Македонија ја буткаат забрзано сегашните политички елити и од која нема да можат сами да искочат, нема да знаат како да искочат. Проблем е исто така ова кај што ние припаѓаме, ова liberal community, како се нарекува. Една сцена, која е прашање дали веќе и постои. Таа liberal community не може да се иритира
демократски да се иритира. За да со се една- мобилизира. За да се мобилизира. Знаеш, она вика, леле, овие повторно. И тоа се, што е голема опасност на оваа власт на ВМРО. Тие не се жестоки као Груевската власт, каде За што сега. жабата, ако ја ставите у врела вода, рипа одма надвор, него овие се некако килаво лабави. Нешто пола-пола и практично не мотиви, века се овие види ги. Жабава на тивко се. И сега може да се случи синдромот на варена жаба. Знаеш, ние да се забораиме Да. без мотивација, да не мотивираат колку се слаби, килави, скоро неписмени во целата приказна. Тоа е прилично опасна ситуација, треба да ја детектираме, треба да најдеме начин да се мобилизираме поново мрежите кои сме ги создавале пред се со невладините и цивилниот сектор, да ги обновиме на либерални основи. На либерални основи, не велам сега партиски основи, на либерални основи. Кај човековите права е сериозна приказната. Добро, професоре, ама сега ќе ве вратам директно на почетокот на разговорот и на, можеби, местото од каде што неодамна се враќате. Постои либерализмот воопшто во светот повеќе? Значи, гледаме едно вртење на комплетно на аргументациите во сериозни демократски општества. Не мислам при тоа само на Трамп. Погледайте ги резултатите на секаде околу нас. Во Европа веќе либерализмот е во повлекување. Да, тоа не значи тоа се можеби изгубени битки, не се изгубени војни и така натаму. Меѓутоа реално е ова за што разговараме во многу лош период и во Македонија. Добро, сега прво вака. Конзервативната политика е прилично сложена операција, легитимна и сложена операција. Таа не е во оваа наша просташка варијанта како чепкање на нос пред родовите прашања и праење топче. Тоа не е така. Нашава варијанта е најпроста варијанта на таа конзервативна политика. Меѓутоа, точно е тоа дека со националниот идентитет ја преживува глобализацијата. Значи, глобализацијата растури некои локални вмрежувања, но националитет ја преживеа и засили. Значи, имате ситуација во која вие мора да го рачунате во политичкиот програм, националниот идентитетски програм на левицата. Како понуда. Како понуда. Таја нема. Демек и ние да бидеме патриоти. Не, и не само патриоти, не истиот речник, тој е главниот проблем на добра. левицата. Вие не можете ист речник као десницата користите, а немате платформа на идентитетска определба. Они патат од тој модернистички концепт на левицата дека современиот економски развој ќе ги реши националните прашања и ќе бидеме стречни космополити. Тоа не се случува. Напротив, имате реакција на однос кон глобализацијата, затварање. А посебно мали нации као нас, удупка затварање од страв. И проблемот на десницата кај нас, неговата сила, е стравот на македонците од отварање да ви биде јасно. Значи, не е узурпација на власта. Не е тоа дали ќе става 10 луѓе, не е тоа. Туку е македонците имаат страфово од отварање. Тие се 1,5 милиони народ овдека. Соочени со 6 милиони албанци, 10 милиони срби, 10 милиони грци и 7 милиони бугари. И сега треба да се такмичат под Гоцевата парола. Нели го разбирам регионот како културен напредок. Со кого ќе се такмичат, а знаат какви се. И сега вика не, овие им дават понуда на затвореност. Вика ние ќе ве држиме затворени, оставите Европска унија, оставете. Точно тоа се случува. Ќе бидеме горди повторно на Тоа своето. точно се случува и овие ги поддржуваат. Тоа социјалдемократите не може да го направат. А немаат друг речник. Како македонецот ќе го направат сигурен у себе, самодоверен и при ситуација на отварање. Се отвараме, можеме да се такмичиме. Можеме, добри сме. Вакви сме. Таа реално операција добри сме, да, стварно сме добри. Таа операција левицата не ја направила и тоа не само ние, него европската левица не ја направила, она тешко и оди со националните идентитетски прашања, потпаѓа под влијание и гледате што се случува со социјалдемократите. Има испад на една пратеничка со на антиалбанска, антимуслиманска изјава, бидејќи заклучила дека СДСМ доживал пораз поради тоа што бил мек кон албанците. Потоа го има тој градоначелник од Нивен, социјалдемократски Струмица, кој има проблем со малцинските прашања, ЛГБТ, со сите прашања на ранливите групи. Тоа мора го решите. Потоа имате лошо искуство после шарената револуција со граѓанскиот сектор. Имате едно од 3 точки кои треба да ги решите внатре во себе. Таа опозиција мора да ги реши тие точки. Меѓутоа, со еден еманципиран национален програм. И тоа е тешка задача, реално е тешка.
Тоа ми е дилема. Колку во социјалдемократскиот вие сте биле таму. Колку таму има луѓе кои да вистина разбираат што е социјалдемократија како идеологија, а колку е тоа клиентелизам. Бидејќи ова со родовата една. На крајот криштата ова недела беше денот за борба против насилството кон жените и така натаму. Никој, ништо, просто како да тоа не е тема. Ние сме едно исклучително мачистичко опседство каде што мислам како да кажа жената е стварно подценета, понижена. И тоа никој не го отвара. Тоа не е тема. Па една од темите кои социјалдемократите исто така храбро мора да го сочат. Значи не сме тука да прават компромиси. Леле, нашето гласачко тело е вакво, ние не можеме да чекаме. Не така. Тоа никој нема да ви го голтне. Патриархалните хиерархии ви мора да ги соочите. Мора да ги соочите нив. И нема компромис со тоа. Повеќе права за сите ранливи групи, се повеќе права за сите нас. Не помалку права. Треба да ги соочите тие. И они прават компромис на тоа. И нема да ќе изгубиме на избори ако тоа тргнеме. Нема компромис со тоа. Храбро треба ги посечите тие линии, треба ги пресечете и националните линии. Ќе ги прифатите, ќе ми ја одземете монополот на националната реторика десничарска со друга реторика. Ќе ја измислите таа реторика, ако не знаете, ќе прашате, ќе се сетите. Ама професоре, гледа, Трамп, мачист, секси, како сакаш да речи, вака се заканува со дека абортусот ќе го забрани. И имаш 30 милиона жени, колку гласаа за него? Па над 50% гласаа за него. Тоа е еден парадокс истото во тоа ова и време со кое го хиспанци, живее. истото со огромни прави. Да. Не, сакам да го прашам професорот нешто друго, бидејќи он сепак беше во континуитет во владите на СДСМ долги години, низ некои тешки компликувани периоди и така натаму. Бидејќи мојот впечаток е дека во СДСМ овој опис што сега го правите, таков СДСМ никогаш не постоел. Само што постоело едно раководство кое секогаш удирало над боксерската класа у која што и дека СДСМ е вака кој ќе го удриш просекот кој ќе направиш една анкета на членството, тоа е така малку поеманципирано од ВМРО по национални прашања, по прашање на статус на жени, и пред нијанси, и добро негде и така. поваспитан. И попристојни се разбира, попристојни. Но потоа имаш едно раководство низ историјата, тоа биле 5, 10, 15, 20 души, со се лидер, не лидер и така натаму, кои што всушност ја влечеле тој товар. Сега тоа како да се разреши, бидејќи се луѓето реално во нокдаун, иако еве бираат ново раководство, луѓе кои не ги познаваме некои од нив и така натаму, може би се добри. Тони Блер вика после сумирањето на таа своја каква таква кариера, добра кариера, или така завршува како бојовник кој го отфрлат. Он вели лидерството како да завртите метар, важи. Лидери се тие кои прават разлика. Не можете да очекувате масовни поддршки или ако сакате во наша варијанта, све што е добро направено може да изгледа грубо и во Србија, тој иначе српски политичар кажано, од Шеда Јовановиќ, вика све што е добро направено во Србија направено упрко српском народу. Исто важи за нас. Све што е добро во Македонија направено е наспроти актуелното мнозинско расположение на македонците, па и на албанците. Све е значи Уставот граѓански од 91. Ако беше на референдум ке паднеш. 93 година влез во ЮН, ако беше на референдум ке паднеш. Охридски договор да не споменјаме, 1,5% има поддршка кај македонците. Борис Трајковски со толку. Не искачавме на улица тогаш. И Владо посебно се жалеше за тоа, не можем на улица да искачам. Владо, историја влагаш се. Како? Остај улица, Остај улица. Преспански договор, бугарски договор со бугарите. Ништо, све е наспроти тоа. Морате да водите, мора да преземете одговорност на вас. Тоа е стварно језиво прашање кое треба да повлечете на вас и потоа такви национални прашања ги извлечете. Али затоа сте важни политичари. Иначе, као што вика Шимон Перес, не си запишен у книга на историја, веш у книга на гости, посетители, пишуе Ницко, да речеме. Или значи важни Серкел доби добро свака част. Па не, види да ти кажам нешто, ние тоа сме го зборували овдека и така натаму. За Заев може се да се каже. Човекот ги имаше сите мани и квалитети кои може да се сетиш у политика. Меѓутоа реално ќе биде тој што ќе остане во историјата, ние сите други ќе
видиме фусноти со многу ситни букви. Ја нема да бидам ни фуснота. Мицко ќе биде некаква мала фуснотица у некое поглавје за не знам што, ако продолжи вака и вака како што тера. Така што овде како ќе се спомне Заев, тоа веднаш се предизвикува една контракција и општа кавга на масата што како и така. Меѓутоа човекот донесе неколку одлуки кои што се покажуваат и ќе се покажат како изваредно стратегиски важни. И тоа е ова што професор говори, тоа е карактеристиката на лидерството, да видиш и зад брдото, иначе до брдото сите гледаме. Инаку да довршам тезата со Тони Блер, уште една теза негова, секоја политичка кариера завршува у неуспех. Нема кариера која не е fail out. Значи све е. Ако е успешна, треба да се само да се Па еве, ако ги гледате реакциите на мемуарите на Меркел. Јас ја чекам уште книгата, започнам да читам 700 страни, таа иначе здодевна книга, бидејќи таа е како Григоров, Григоров издава книга кој ги раскажува говорите што ги држало Бенетинаци. Таму нема ништо од ова што е значајно за историјата, така и Меркел добро во известна смисла и така натаму. Меѓутоа критиките сега не знам дали ги гледате, бидејќи промоцијата беше предвадена, дека она е во суштина проблемот за растот на Путин, за состојбите во Германија и така натаму. Добро, тоа се сериозно општество кај што има критична маса која тоа може да го дигестира и да го разговара. И на еден друг начин. Оти ова што го опишува професорот за граѓанската сцена, за професорот мене ми се чини дека тоа веќе не постои. Неколку еминентни граѓански организации, ние можеме да направиме сега форензика, дали е тоа резултат на шарена револуција, па после втопување у влади и така натаму. Неколку еминентни организации излегува против овој предлог што вие го зборите и се всушност подлогата на однесувањето на Мицкоски кон бугарите. Значи, да не спомнуваме имиња, тука има еден прочуен нели подпредседател влада кој што потпишуваше важни договори така, кој што сега лупета како ќе стигне по телевизија затоа што не стана тоа што имаш амбиција да стане нели така. Но сакам да кажам малку е прогнозата е не баш многу ветувачка. Да, зависно како ќе го поставите двогледот. Значи што очекувате на крајот на тунелот, на крајот на приказната. Ако очекуваме некоја глобална алтернатива која сега ќе тргне па и слично како шарената револуција ќе тргне, која без меѓународно сервисирање и организација околу опозицијата која презема оперативно власта после тоа, немаше да успее нормално, е еден проблем. Може би нема тоа да го повториме. Но некакви bubbles ќе направиме, некакви зони на автономија во кои може да се бори да се живее, али пред се мораме да се организираме околу концептот на човекови права, сите и концептот на човекови права и концептот на жртви. Односно, мораме да застанеме во одбрана на граѓаните, групите кои се подложени на притисок и насилство од патриархалната хиерархија, која станува сега доминантна политичка хиерархија, бидејќи имате изјави на во моментот овој опис ми личи како прилично губитничка агенда за партија. Ние мораме да застанеме за тоа без компромис. При тоа имаме и уште еден, да ти изгледа погубитничка ситуацијата, ние имаме проблем со младата генерација и тоа немам никакви желби да им правам комплименти. Помладата генерација е екстремистички појако задоена отколку што е еманципаторски задоена. Да немате некакви илузии, тоа се некакви фантазми на симплифицирани идентитети на македонците, сама Македонија не е против сите, против албанци, не против кого сака, и во хормонално поддржана сега кај младите. Особено меѓу машкото население, сите еднаквости. Знаеш што е трагедија, човече, трагедија и нашата генерација да каже дека е по-прогресивна. По дефиниција од луѓето кои треба да бидат по-агресивни, онака да не прегазат, да не направат како барбажване пругу два пати, да не со шав да не поминат. Они се тврда дека жената треба да биде вратена назад на незиното место, дека таа ако не е тамо нас ќе не исламизираат или ќе не напливат мигранти со друга култура. Човече. И сега, таа линија па сега, како ќе се доместицира, како ќе влезе во приказната на невладиниот еманципаторски пат, не е секогаш јасна, не можам да кажам дека ми е јасна како тоа ќе се одвива. Али ние мора да почнеме борба за тоа. Тоа ни е нашиот леп, тоа живееме, тоа секоја сме го правеле. И мислам дека тука ќе има сојузници, барем во некакви
велам меури на автономија, ќе можеме да се избориме. Конзервативната контра ситуација е глобална. Тоа се чувствува во Обединети нации. Вие не можете да поминете како пред 2 години резолуција прогресивна, све е блокирано или е направено со едно 20 на резерви. Да не личи на ништо на крај. Тука имате група на афрички земји, група на азиски земји, сега поддржана од Русија и Кина, блок 1. Абе не прифаќаат да мрдне кај човекови права нешто, права на жена, посебно она што мене ме изненади, стварно не го очекував тоа, мислам, без везе. Дека они се исплашени да им дадат на своите жени права повеќе отколку да тргнат во војна со соседот. Страф од таа губење на власта, на таа патриархална структура внатре е неверојатен. И во таа смисла, тука значи нашиве као се понашаат као да се глобален тренд. Не се со прстот, него као глобално се рачунаат. И затоа има такви невладини кои се и финансирани од надвор, така оди тоа глобално, и судирот во таа смисла ќе биде пожесток за нас. Некој ќе рече, ќе се исплаши од тоа, ја мислам дека е тоа предизвик сега. Можеме да тргнеме малку од тоа. Ајде да завршиме со каде ова е што го имаме сега. Каде води ова? Да ги земеме предвид, мислам, зборувам за регионот. Црна Гора и Албанија личи дека ќе ги забрзаат процесите. Србија личи дека ќе остане на ова статус кво со обид за етаблирање и развивање на овој српски свет. Ние таква е тенденцијата, сакаме да се приклониме. Што се случува со оглед на ова една комплицирана за добро или за лошо, една мултиетничка ситуација која ние имаме? Види, ние треба да размислуваш о концепт на криза, ние ќе влеземе у криза. Тоа е емидентно, немаме друг пат. Заглавеноста кон Европска унија, он може каква сака патриотски речник да употреби. Него кризата му е втор ден од утре. Не можеме, ние не сме функционирале во изолирано, ние немаме искуство. Можат ли албанците, сашто вика можат да обстане во владата ако немаме преговори со его? Не гледај, тоа ќе се одвива, тоа ќе се распаѓа. Ние не можеме ни да се распаднеме како експлозија. Ќе се распаднеме смрдливо. Значи, распаѓање, но секако ќе влеземе во криза бидејќи ние немаме искуство на изолација, на земја во изолација. Ние секогаш сме играле по правила, сме имале среќа да имаме политички елити, па дури и некои ВМРО-вски елити го следеле тоа прекјутно, иако ништо не придонеле или прекјутно го следеле. Ако се оттргнеме од тој пат, ние имаме потполно неизвестна иднина. Тоа е нова иднина за нас. Ние не сме ни 91-а, ни 92-а, која сме у најголема изолација. Вакво губење на перспектива. За нас не зборат. Тоа е најопасно за нас да не одлепат, да не откачат во таа приказна. И тоа не знам со која одговорност тој човек го прави. Не разбирам. Утре ќе биде доцна. Оти ние не можеме, ако тргне разбуцавање, безбедносно, они не се способни нас да не одржат. ВМРО-вците не се способни нас да не одржат. Ни полиција, ни војска, ништо. Тоа ако тргне натака работата, мислам да тоа не е одговорност која не можем да разберем. Па добро, јас го гледам што прави, прво има еден отворен канал на разговори со Орбан. Орбан е човек кој што на нив им изгледа како ходајуче божество, бидејќи е тој какво што е. Ова стварно ме зачудува, дури во ВМРО секогаш имало една просрпска струја, историски гледано, не тоа само Љупчо Георгиевски веројатно во сите детали може тоа да го раскаже, нели, поименично. Меѓутоа ова лепење за Вучич и ова лепење за тоа воспевање на не само за Вучич, него таа неутралноста на Србија, дека ете видиш он сега афрички лидери го поздравуваат, дека тоа знаеш тоа е оној синдром за Тито, да имаме нов Тито ако може, зашто он ќе да носи и така натаму. И потоа разноразни средби, да пример, ќе одиде кај Макрон и ние потоа слушаме што он му рекол на Макрон. Не слушаме Макрон што му рекол на него. До оваа точка во која што, еве, јас веќе забележувам во изјавите за Македонија од функционери на нова Европска комисија, веќе заладуваат изјавите во смисла на тоа, слушайте, имате услов, исполнете го,
додека не го исполните, нема што да разговараме. Стануваат се по... Знаеш, да, допред месец, два, три, беа ригидни. малку по Не, да. колоритни изјавите. Не, Знаете, ние ќе ви помогнеме вако. Се викат, аман бе слушај, немој да Не, се не, толку готово е досадни, то, мислам. да, Еве да. ви го условот кој ќе го исполни јавите. Кажа, ајде сиктер да не ве гледам. И веќе доаѓаме во една таква Не, ситуација. таму сме. Не. Тоа овдека ќе се пренесува. Затоа што највечната мантра на национализмот е добро. Ако они не сакат, и ние не ги сакаме. И после Тоа следното се се бајде што преш. Пошто ти не те сакат, ти што преследува се бе. Она што мене ме запрепастува всушност и што е трагично за ВМРО ДПМН е всушност што условот кој они ни го кажуваат да го исполниме е национално македонско еманципаторски. Една од најжестоките македонски национални, би рекол, символи се содржи сега во договорот со Бугарија. Македонски јазик во чиста верзија и они се малцинство, македонската нација е посебна. Чиста работа. Чиста работа. Да додадам уште нешто, приказна, ако да не дозволиш. ја прифати. Во еден контекст, види. При тоа се случува во реално една Бугарија која е во нокдаун. Што за нашата агенда може да биде дури и еден позитивен контекст, бидејќи па таму ако има функционална политичка влада може стварно и проблеми да прават. Сега како што су нокдаун и тоа трае, ти си го губиш времето со некакво пимплање дома, на крај ќе се формира некаква политичка влада, а таму политичките влади ќе бидат со силен руски елемент, со силен националистички И ќе ти елемент. испорачаат И нови, потоа да. на вистина ќе ти испорачаат проблеми кои не ќе можеш потоа да ги проголтиш. Да, бидејќи не, си ние ја ако завршил. го- ние Си ако го го- губиме тоа време без везе. Едно го губиме, али ако го изгубиме овој предлог од маса за чист македонски јазик и они малцинства ја мислам дека е тоа национално предавство. Од највисок тип. И тоа е уште еднаш ќе повторам, тоа е антинационална и антидржавна политика. Кој сака нека го води како сака не го разбере. Бидејќи со тоа македонскиот идентитет се засилува, се бетонира без зборови. Неговите зборови, дека они честно ке работат за ова, или дека они нема да се минјаат врат, никому ништо не значат, човече, ако ние го упропастиме. Реално таа прв пат усвари се прави дистинкција македонски, нели македонци и бугари. Тоа прво е. Види аргументацијата наспроти тоа, една ситничарска, една, како да кажем, една недоквакана. Да, ама кој ни гарантира дека нема нови услови да ни постават? Абе, човече, или водиш голема политика и потоа секој ден ти се нови услови од сите можни... Тоа е кој ќе ти рече, ти искачаш на терен голем, сега си ти во прва лига, излегуваш и има правила на и се играш, и ја играш. Не само тоа, ќе рипнату вода, ама суви да излеземе. Па се нема суви, кој ќе рипне жува, да покор ќе излезе. Не, професоре, една од еден од, ако е воопшто аргумент, повеќе емоција. Да, а што е со нашите, со македонците во Бугарија и Грција? Кој би бил вашиот одговор? Јас имам мој. Гледај, што е со во оваа ситуација ние немаме никаква позиција за тоа да расправаме. Никаква позиција. Бидејќи нашите политички капацитети се истоштени и ние влагаме во една криза која ќе се отвори, која ќе биде за нас сериозна. Пошто, како повторувам, ние никогаш не сме биле во ваква перспектива ставени во нашето искуство ни за СДСМовски, на ВМРО-вски влади, во надворешната политика и во регионот. Ние сме имале секогаш болја позиција од Албанија и Косово, сега прв пат имаме послаба позиција од нив. Сега имаме едно српско влијание кое после 91 никогаш не сме го имале. Сега се зголемува тоа до крај. Бугарија е у комплетен хаос и нивната политика изолационистичка не може да успее. Сега во таква позиција вие да расправате за прашања како виша математика, што ќе правите со вашето малцинство во Бугарија, вие сте неспособен инвалид, хендикепиран. Со двете не можете тоа ништо да направи, ништо да направи. Ако си на масата, ако си во друштвото, тогаш ја отвараш таа тема на друг начин, околу почитувањето на принципите европски, што прават они, но имаш друга позиција. Секако ти влагаш, прво и основно, нема скоро 99,9% можеш да бидеш сигурен дека кога ќе го исполниш условот, Бугарија нема да биде у позиција, ниту она покажува желба да поставува други услови, ниту тоа може да биде прифатено, ниту може да најде некаков блокирачки елемент после тоа. Ти во друга лига влегуваш. Зашто не влезеш во таа лига? Отвори ја вратата, влези у таа лига. Фрчковски, да спротиставаме да друга... Само момент да завршам. Ако они постават услов, промени го уставот назад,
Тоа е наша работа внатрешна. А не, тоа- Гласаме 2-3, пак го менјам уставот, ги избацуваме Ама не, од ако треба. Бог да чува и да ако е брани. така, да, Ако е стопира така. преговори, Значи, да, никогаш да. не е блокада. Да, да. Никогаш не можеш да го доведеш државата во таква криза за ваква глупа, со ваква глупа аргументација, човече. И да пројдеш. Да пројдеш. Добро, ама свесни сте дека во македонско општество се засилува еден сегмент во општеството и политички, и гласачки, и воопшто и интелектуален и така натаму, кој вика дека можеби треба се да промениме, да излеземе од НАТО, да ги поараме пријателите во некакви азиски формати, да се поврземе со Србија преку тие неврзани движења и така натаму. Тоа е лего на Монти Пајтон. Сакам да го слушнам мислењето на Фршковски, мислам дали тоа може да бидејќи имате неколку партии кои што имаат своји представници во парламентот, патем биде речено, и кои што се во една нагорна линија за освојување гласови, особено меѓу младите и така натаму, и неколку јадра на разноразни медиумско, интелектуални и така, како сакате, квази интелектуални, не е битно, не е работата сега да ги навредиш или да не ги навредиш, но кои заговараат дека па слушај, па нас не ни е нешто, како да кажем, европската иднината во овој тип на евроатлантски интеграции не ни е нешто заради што мора сега да гинеме. Имаме ли ние друга опција со други зборови? Таа опција која ти ја опиша сега завршува со предлогот на, тоа е стара опција, на Љупчо Георгиевски. Тоа ќе не подели. Значи албанците си одат, тука нема дискусија, нема шанси да ги задржиме, а овој остаток од Македонија, што во таква ситуација би се премислувал, веројатно ќе земат србите. Пошто се бугарите у хендикуп и ќе си дојдат во својата историска теза на граница со Грција. Толку е приказната околу таа опција. Таа неопходно така завршува. Тоа завршува така и тоа завршува брзо. Така. А травматично? Тоа не, скапувачки брзо. И македонци никакви опции они нема да имаат да развиваат нова меѓународна политика, ниту ќе бидат у таква ситуација. Они ќе бидат поделени онака брап. И ќе се и подма на крај ќе заклучат, што македонци. Ќе заклучат, така требаше, можда така боле, и такви глупости. Затоа тој тип на неодговорна политика така оди и тоа ние сме го сведочеле од 91-а таквите размислувања на лесно решение, како тоа се фројдовските, како се вика, пат на смртта, кој чудно го нациите можат да го развијат кон себе во собственото самоукинување, кое го развијат како некаква политика. Фактички е самоукинување на независната македонска држава. Толку. Професоре, доаѓате од Нью Йорк, Трамп победува во Америка, доста станува трусно подрачје Европа, ова перспектива со руската агресија на Украина. Каде одиме? Ева каде. Четврти пат го пашуваш истото. Не, јас зборувам за светот. Светот каде оди? Светот, да. Добро. Како оди? Не можам таква приказна да развијам. Изгледа несериозно, но она што мене ми се чини дека е провладувачки и интересно е дека белото население, да кажам, раса. население, раса, не сакам да употребам термин, се чувствува загрозена и го прима менталитетот на малцинство кое треба да се брани секаде. Ама секаде. Тој кај нас у варијанта македонците кои малцинство да третираат, кој треба да се брани. Во таа смисла, западните земји исто, Холандија, Данска, земји кои биле супер толерантни, отворени, влагаат еден таков затворен систем во кој некој блак white супрематист е во игра, загрозени се од другите, внатре и од мигрантите од надвор, има еден конзервативен талас. Едноставно сме во една критична фаза која треба да поминеме во еден свет кој е различен, една двосмерна улица, еден по-мултикултурен свет и во кој овие цивилизации кои се сметаат за империјални и доминантни, реално, ќе треба да се соочат со таа разлика дома. Не се спремни тоа да го домислат до крај, мислат дека треба да им дадат шанса уште еднаш на конзервативните влади да видат, да се обидат да го подгазат тоа до крај. Колку тоа ќе пропадне, бидејќи не е возможен. Тоа е еден затворен систем
во кој вие, доколку сакате економијата да ви оди со најмалку 1% или под 1% надвор, ви треба дополнителна работна сила, таа добивате од надвор, одеднаш ти од надвор па не ви се свиѓаат со култура, не можеш без нив. не можеш А не никако можеш да без се... нив, да. Тој синдром внатрешен капиталистички, внатрешен, ги отвара на еден ненадмилив, не повратен начин. И меѓутоа не се спремни идеолошки тоа да го примат, дека ќе живеат во свет со кој имате over approximation на другите. Птен до вас, птен ја челендж вашата култура. Италијани, белгици, никој не е спремен за тоа. И тој обид на десницата, до крај сега да видиме, да се обидат они уште еднаш. Еве, може да стварно ќе ги истераат, може да стварно ќе ги притиснат, може да стварно ќе не спасат, и е на дело, секаде. Тоа ќе помине валја во еден период. А ова што се крстат сите во Путин, како ти изгледа? Да Путин. Нас, руското влијание преку Србија, тоа има варијанта кај нас, ќе не подели. Тоа е толку приказно. Они се од почеток си даваат офер, понуда да ја ги штитат христијаните. Оферта с христијаните македонци во однос на друг. Како тоа ќе се разобличи со границите, дал тоа ќе биде става држава, тоа помалку важно за нив. Толку е приказната и таква е историска нивната приказна. Они се секогаш против, они биле против историското ВМРО и против името употреба на Македонија, русите секогаш. Меѓутоа тоа е доказ колку љубовта е слепа. Ние, знаете, да ги сакаш поради културата или дел од нас, србите посебно. На прашање дали поделбата на Косово ви одговара, македонците студенти ке мене од клас одговараат, ајде, албанците претера, нека ги подела. Не сваќајќи дека поделба на Косово, албанците ги праќаат да го бараат кусурото овде. Губиток на територија тамо. Дека нашиот национален интерес е тотално Косово да остане цело. Србите си имаат свој проблем, нема го решам ја нивниот проблем и нивното децениско однесување на Косово со љубов. Не бе, овие наши ви ги сакаат, нема слепо. Тоа е чудно. Против сопствениот национален интерес ке станат, тоа е како работниците у САД што гласа за там против својот социјален статус. Символот им се свиѓа. Символот им се допаѓа. Што ги дере, што се богати на нив. Професоре, не знам дали треба уште, ние сме веќе над еден час во овој разговор, не знам дали уште треба да ги расточуваме темиве, оти би можеле уште едно 2-3 прашања да поставиме. Меѓутоа, добро, можда барем од мене вака, какво е резимето на еден амбасадорлук во Обединетите нации? Што се впечатоците од таа очигледно дека системот во криза, очигледно дека светската дипломатија е во криза. Што е со мултилатерализмот? И воопшто со врвот на символот на мултилатерализмот Обединетите нации. Сепак во едно историско време поминавте таму неколку години, имавте шанса го гледате Вучич како се шета со српско знаме по ходници, што прават американците, што прават русите. Не, Трамп праќа амбасадор кој е изразито критичен према Обединетите, ајде да не речам друг збор. Ќе обстане ли таа организација? Добро, таа криза на Обединетите нации трае долго, расправите за реформи траат долго, обстанува затоа што има еден голем потенцијал на земји кои никаде не може да се сретнат ако не тамо, имало успешен рейтинг околу овие глобални војни. Главен проблем им се внатрешните војни, во кои они немаат мандат да учествуваат, а сега повеќе од пола сите војни се внатрешни, крвави граѓански војни, и не знаат како тоа да го решат преку концептот на хуманитарна интервенција, се мучат. Конзервативниот талас ги зафаќа, кај човековите права има судир. Меѓутоа, судирот е интересен. Либералните овие кругови, па и од Западна Европа, во некои афрички земји исто, буткаат без компромис некои прашања и тоа е интересен судир. Не сум песимиста во тоа, мислам интересно е како се развива проектот. Успеавме, иначе дипломатијата наша функционира само бирократски. Нормално ја не сум дел од таа Добро, ама сега треба да прашам дали од секојаш така, па и кога вие бевте министер за Да, веројатно, видите, тогаш имаше различна дворешна политика која водеше и Киро Глигоров, и владата, и ние учествувавме во таа приказна. Имаше иницијативи, имаше живот. Сега тоа е тотално пресечено, ништо не се случува. Кон све има сомнеш што е сега ова, дали треба поддржиме. Ние водевме политика во ЮН која е потполно различна од нашата доместик полиција.
Ние сме тамо меѓу 40 земји поддржувачи на ЛГБТ движењето, права на жени. Ова нашиве овдека се сосема 10. И се они чудно не реагираат против, нешто да рече бега искочи од тамо, него молчат, али суштествено се различни, сега се гледа дека се различни, почнаа да не фаќаат у тоа. Јас тоа како либеро учествуваш во тие приказни, она по линија на искуството, на принципите на македонската надворешна политика. Но внатрешната политика меѓувреме дува у сосема друга тиква, почнува да дува. И тоа е страшно. Сега влегуваме, ние го отвараме 30 години со една изложба на неверојатна квир култура. Ако да сме данци, Холандија, се не гледа ова, квир култура. У ЮН и тоа фино изгледа, стварно изгледа фино, но ние, знаете, чувствувате дека не сте у тие чизми, дека тоа нешто тамо се одвива некоја друга приказна. Имаше еден проект кој ни помина, кој е фантастичен за држава кој што сме ние. Тоа е во моја област, па знаев да го направам кој што треба, тоа е преговарање. Како се формираат, проектот е како се формираат преговарачки тимови за преговори токму во конфликти на идентитети. Тоа е проектот. И сега, што ние сме држава што има искуство, малку се возиме на тоа дека сме такви, а стварно сме такви. Искуство, така такви сме сега, стеги во мароци. Ни успеа, плюс тоа јас можев тоа да го направам, ја го предавам тоа лесно, го прифатија, буџет му одредија што е невозможно. Во ЮН да ви дадат буџет, се сиромашни, се тепаат за пари. И требаше Македонија да пуцне пенал, да биде во Охрид финалниот собир, министерот кој да е премиерот кој сака И документот да се вика Охридски документ. Охридски policy guidance да се вика. Абе не бе нашиве, што е ова сега? Фрчка си прави само промоција, тратва. Овие се чудат таму. Што, кои се овие бе? Ова се тепаат државите тоа го направат и пропадна. Не пропадна, заврши во Африка. Заврши во Африка, да. И мене они не можат сега да ме наштитат. Ја папирот, автор сум на папирот. Стои подпис мој. Они не можат, али држава така, Македонија имаше шанса да влезе у историја со свој папир, кој стално на рука ќе им беше на дипломатите Охрид полиција пепер. Го пропастија тоа од ресентимент. Гледаш дека е неодговорна политиката и дигаш рамења, викаш терај. Да провераме една идеја, може со тебе. Во врска со ЮН. Дали Скопје, имам разговарано со една група на архитекти, уметници и така натаму. Дали Скопје може да биде со оглед на земјотресот, пост таа фаза што е помошта, солидарноста, среќавањето на американци и руси во Скопје, студена војна и така натаму, целата помош, солидарноста. Дали Скопје е вистинското место да формира некаков, не знам, институт или еве, сугерирај нешто, што ќе биде под капа на Обединети нации? Такви идеи секако постојат, такви идеи исто така. Меѓутоа треба некој да запне, тоа е лидершип. Треба некој да министерот за надворешни треба да се искрши за тоа. Да рече тоа е моја цел, ја ќе го направам тоа во мојот мандат и околу тоа ќе ме памтат. И околу тоа без да го повлече на тој начин работат. Еве сега на пример Охрид можеше да влезе во листата на градови каде што они прават редовни конференции. Значи имаш Неапол, имаш Мароко еден град, Египет нешто и Охрид. Таа шанса беше затоа Охрид. Полиција, веќе го пропасте, не го видоа. Не можеш без да го видиш. Да те прашам пред да завршиме. И сведок си башка на целата приказка. Дали е точно дека Сорос на времето 95-6, кога е прашањето на високо образование на албански јазик, нуди формирање на Балкански универзитет во Охрид, во чии рамки ќе се реши високото образование на албанците? Не знам, Борјане. Морам ти кажам дека не знам за тоа, да не импровизирам. Не памтиш? Немам, не памтам него, не сум бил во таков контакт дека Сорос има таква. Добра, водевме поинаква политика со Бујар Османи како министер за надворешни у претходната влада? Со Бујар Османи водевме потолерантна политика. Не мислам дека водевме некоја ваква од овој тип отворена политика, бидејќи Бујар беше премногу фасциниран од тоа како ќе изгледа, што све ќе направи, нели тоа и према неговата партија и према беше така во таа но беше далеку поразбрано до овој сега кој практично не постои. Имавте ли комуникација? Вие двајца? Министерот и Муцунски? Не. Никаква? Не. Ја ги направив извештаите кои требаше ги направам за
за Оти овој прашањето е настан. да не сте премногу личен во тој однос. Не, Па целата оваа критика да не се не. темели на неко лично незадоволство, бидејќи нели сега Не, тамо воопшто не. ова Не, било он бил- негово. Дека имаше и најави за кривични Па пријави. да, затоа и велам, така затоа натаму, Он не бил, знам што он случува бил со тоа. секогаш, како да кажам, љубезен на факултет со мене, професоре. Немам ја никаков однос. Не го памтам, он беше имаше некаква галама околу неговиот избор, ама ја мислам дека не го памтам детали околу тоа. Не беше нешто посебно проблематичен, ниту имавме некако посебен. На љубезна фигура е он. По основа, меѓутоа во овој случај има една песна на Електричен оргазам. Ја не постоим јер мене нема. Таква е ситуацијата, надворешна политика е заклучена во кабинетот на Добро, Фрчковски, ако може да завршам со едно прашање кое не го планирав, ама просто воведот ми го даде и така. Бидејќи веќе не си направен факултет во Скопје и така натаму. Јас имам една теза дека голем дел од проблемите на Македонија и еден дел од успесите на Македонија се резултат на кадрите на правниот факултет во Скопје. Дека е тоа сериозниот центар на национализмот во државата и на либерализмот, кој веројатно е во помала мера од колку национализмот, но практично нема проблем во кој што некој од правен факултет убаво не посолил, па потоа сме морале да го решаваме, да гасиме пожари и така натаму. А една вака ретроспектива кратка, не мислам дека се треба да Да, така е, така е. Сега тоа, меѓутоа, тоа функционира некако во правење на имиџот на факултетот. Он не го третира како хендикеп тоа. Напротив, вика, види, ние сме сите манџи, добри или лоши. Така што тоа е као она, знаеш, секоја реклама е добра. Нема лоша реклама, нека се збори за нас. Дури и сега, кога нивото професорско е фактички најслабо, факултетот паѓа во еден период цело време, пак се има некои луѓе лево десно вклучени во целава приказна. Така што тоа му функционира како имидж позитивен за него, не е негативен, не можеш да го критикуваш за тоа, или ако се обидеш не е успешно, ха-ха, вика, ние сме стално унутра. Да. Добро. Па добро, да привршиме. Фрчовски, благодарам за овој разговор. Гледам и коментарите, има секакви коментари од тоа дека Фрчовски одработува за претходни власти, па сака да се врати игра и така натаму. До тоа дека има и луѓе кои што се вака баш убаво изненадени од сите. Не читам баш најдобро. Па и ја не читам многу, ама тоа што прочитав што и нема така. многу хейт спич. Има, Па, ама сепак е по некоја под некоја котор што мене стварно ме радува. Доколку Инфомакс не ги селектира овие што се тоа не најхейтери, знам. Да. Имаме друг гостин, не ти го кажувам ни тебе. Да. за следниот пат. Не знам. Фрчковски, благодарам за ова гостување. Ќе се видиме пак, бидејќи оваа приказна очигледно ќе треба да се организира и за 3-4 месеци. 3-4 месеци. Наш колумнист. Да. Ова беше Политиканти во своето пето издание во третата сезона. Јас сум Сашо Ардановски и ви благодарам до следниот петок. Јас, Борјан Ивановски, ви благодарам за вниманието и се гледаме следниот петок.